Во изминатите 10 денови, аерозагадувањето повторно се наметна како еден од најсериозните еколошки и здравствени проблеми и во Штип. Граѓаните се почесто се жалат на тешкиот воздух, намалената видливост во утринските и вечерните часови, како и на непријатниот мирис што се задржува над градот, особено во ниските делови и густо населените населби. Според општата состојба која редовно ја регистрираат мерните станици, концентрациите на суспендирани честички во повеќе наврати биле покачени, особено во денови со стабилни временски услови, без ветер и со пониски температури. Ваквите метеоролошки услови придонесуваат загадениот воздух да остане заробен над градот, без можност за природно прочистување. Периодот е интересен со тоа што немаме струјање на воздухот, односно се јавува таа температурна инверзија и со појавата на температурната инверзија топлиот воздух се наоѓа во погоре, а ладниот воздух е долу и со тоа маглата го стиска воздухот надолу, со тоа што се создава уште повисоки концентрации. Граничната вредност на дозволени денови во годината со пречекорување е 35, во Штип веќе имаме 41 ден со надминување на тие 24 часовни концентрации. Загадениот воздух во Штип почна да ги полни амбулантите. Лекарите предупредуваат непотребно да не се излегува надвор, а доколку за тоа има потреба да се користат заштитни маски. Сведоци сме дека во последните денови се зголемува бројот на пациенти кои што доаѓаат во нашата амбуланта со чести респираторни заболувања, болка во грло, малакственост, треска, општа слабост, изразена сувана дразнителна кашлица. Сето тоа придонесува да се зголеми бројот на прегледи во амбулантите. Аерозагадувањето во Штип главно произлегува од грејењето на цврсти горива и зголемениот сообраќај. Без трајни мерки, проблемот ќе се повторува секоја зима. За Сител, Трајан Ристовски.